Кинезите ги наполнија батериите со нови амбиции. На салонот на автомобилите во Пекинг представија 250 нови сериски модели и концепти. Премиери имаа и странските производители кои се уште бараат успешна формула како да им се спротистават и да ги задржат позициите кои ги имаат таму. Европа станува бојно поле на кое се судираат традиционалните и кинеските производители на возила. Не само со нови модели, традиционалните марки лансираат електрични модели со прифатливи цени. Ова не ги тангира луксузните марки, кои инкасираат огромни пари од своите производи. Но прво да видиме што се случуваше на саемот во Пекинг. Спротивно на очекувањата, најголемиот кинески производител BYD не се представи премногу агресивно, но тоа не значи дека немаше серија новитети. Акцентот беше ставен на новите Seal 08 и Sea Lion 08, првиот голема лимузина, а вториот уште поголем кросовер. Заедничка им е електричната архитектура на 800 волти со батерии кои од 10 до 97% од капацитетот ќе може да се наполнат за само 9 минути. Проценетата автономија им е околу 1000 километри, а ќе бидат понудени и во плагин изведби. Нивниот изглед навестува нов правец во дизајнерската филозофија на BYD, во која ќе владеат естетски складни облици со издолжени светла и меки линии на каросеријата. Воздушното ослонување, управувањето на сите 4 тркала и другите напредни технологии треба да им помогнат во глобалните амбиции. Во која насока тие ќе се одвиваат, јасно покажува концептот Ocean V, кој кинезите го опишуваат како радикално истражување на иднината. Рушејќи ги границите и одбивајќи да се смести во вообичаените сегменти, тој навестува нови квалитети на возилата на марката ослободени од конвенционалноста на нивното користење. Зад него стои идејата да се разберат новите генерации купувачи, а дали и тие ќе ги разберат новите генерации возила кои базирани на иновациите на овој концепт постепено ќе го пронајдат својот пат во портфолиото на марката, ќе видиме во не така блиска иднина. Додека се чека таа да стигне, ентузијастите ширум светот ќе се насладуваат на најновиот спортист на BYD, лансиран под ознаките на марката Денца, воедно љубоморејќи им на кинеските купувачи. А како и не би кога има линии како италијанските суперавтомобили, перформанси подобри од нив, а цена колку европска лимузина од средната класа. На располагање во купе и кабриолет верзии, овој модел на фасцинантен начин ги спојува елеганцијата, електричниот погон и комплексните електронски системи. Својата европска премиера ќе ја има на фестивалот на брзината во Гудвуд. За оние на кои парите не им се битни е наменет ултимативниот Yangwang U9 Extreme. Има 3000 коњски сили, постигнува скоро 500 км на час и ќе биде произведен во само 30 примероци по цена од 2,5 милиони евра. Своето експозе на саленот во Пекинг Гили го базираше на стекнатата репутација која во иднина ќе ја доградува, настапувајќи на сосема нови полиња. Иницијалниот фокус го посочија роботакси возилото Eva Cub и концептот на Lynk & Co со назив Time to Shine, со кој марката ќе засее и во спортските пазарни пространства. Внимание привлече и концептот Galaxy Light генерација 2, но најмногу најавата дека за 2-3 години компанијата ќе започне да ги произведува своите возила во американската фабрика на Volvo во сојузната држава Јужна Каролина.
Од својот штанд во Пекинг, Аватар испрати јасна порака до светот дека не треба да се подценува. Со право, бидејќи зад оваа нова и млада компанија стојат моќни имиња – Chang'an, CATL и Huawei. Што можат заедно покажаа со концепт Vision X-Spectra, кој ќе цели да редефинира што едно луксузно електрично возило може да биде. Неговата 5,8 метри долга каросерија со стаклена кабина засега е премногу футуристичка, но секако е добра визија за вовед во иднината на мобилноста која марката ќе ја понуди. Дотогаш купувачите ќе се освојуваат со скромната гама, сега дополнета и со караванскиот 06T, кој со своите карактеристики ги надминува етаблираните германски ривали во овој сегмент. Со ниските, широки и визуелно затегнати линии, дизајнерски делува мощно уверливо. Такви се и перформансите кои во најсилната верзија ги добива од 3 електромотори со максимални 955 коњски сили. Ниту практичноста не му е запоставена. Со соборени задни седишта се добива простор за товар долг 2 метри и 15 сантиметри. И цената му е доста силен надут, стартува од 27.500 и оди до нестварни 35.000 евра за топ верзијата. За тоа најдобро се подготви групата Volkswagen, која представи низа модели развиени во соработка со домашните компании, затоа што тие подобро ги познаваат барањата на пазарот. Парадата новитети започна со Audi A7X, кој како втор модел на оваа марка има за задача на кинеските купувачи да им го понуди најдоброто од двата света – инженерската извонредност на германците и длабоката интеграција во кинескиот дигитален екосистем. Голем колку Q7, овој електричен кросовер нуди простран и удобен интериер скроен во каросерија со веќе препознатливиот монолитен дизајн на новата марка креирана за кинезите. Габаритите и карактеристичните светлосни графики напред и назад му обезбедуваат импозантен и престижен став, а погонот на сите тркала добијан со двата електромотора со вкупно 680 коњи врвна динамика на возење. За оние кои бараат помалку се нуди и послаба верзија чија автономија изнесува преку 750 километри. Под своето матично лого Volkswagen покажа 3 нови електрични модели ID Unix 08 и ID Era 9X со својата големина и перформанси запоседнаа на врвот на локалната понуда, која во блиска иднина ќе биде дополнета и со кросоверот ID Aura T6 и лимузината ID Unix 09. Посебно внимание привлече концептот Jetta X, кој ќе има за цел на среден рок да ја зголеми продажбата на оваа наменска марка за 3 до 4 пати. Во тоа секако многу ќе им помогне цената која се очекува да изнесува само 12.500 евра. Дефинирајќи го својот настап во Пекинг како спој на францускиот шарм и електричната иднина, Peugeot промовираше нова стратегија во која Кина не се гледа само како пазар кој треба да се поврати, туку и како столб на глобалната трансформација на марката. Неа ќе ја предводат двата нови концепта, едноставно означени со бројките 6 и 8, чиј храбар дизајн им овозможува со поцврсти чекори да ги исполнат задачите кои им се поставени. Иако многу се споменуваше, остана нејасно дали ќе пристигнат и во Европа. Лимузината како наследник на веќе остарениот 508, а кросоверот како нов модел кој би се поставил на врвот на понудата. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години
лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Поло со децении се залагаше за практичност на 4 тркала, компактна големина, лесна достапност и широка секојдневна употребливост. По 20 милиони продадени примероци, седмата генерација има за цел да го пренесе овој имидж во електрична форма и да покаже дека електричната мобилност не е ограничена само на скапи модели. Како прв производствен модел на марката, базиран на новата MEB Plus архитектура, ID Polo со должина од 4,05, широчина од 1,82 и висина од 1,53 метри има погон на предните тркала. Меѓуоскиното растојание од 2,6 метри и електричната архитектура создаваат доволно простор во првиот и вториот ред седишта. Уште повпечатлив е багажникот, чиј волумен од 441 литар е зголемување за околу 25% во споредба со претходното Поло со мотор со внатрешно согорување. Голема улога игра вториот товарен простор испод подот на багажникот, кој е толку длабок што лесно може да собере цела гајба. Визуелно, ID Polo целосно го усвојува новиот дизајнерски јазик на Volkswagen Pure Positive на надворешноста и во интериерот. Во кокпитот доминира 10-инчна дигитална инструмент табла со новиот 13-инчен инфозабавен систем InnoVision. Има јасни физички копчења, површини на допир и контроли, вклучувајќи 4 прекинувачи за прозорци, како и познати оперативни функции со јасен распоред и материјали со топол изглед. Техничките спецификации создаваат многу убедлива слика за оваа класа. При лансирањето се планирани 3 нивоа на моќност – 85, 99 и 155 киловати. GTI верзијата со 166 киловати е предвидена за подоцна. Достапни се и две опции за батерии од 37 киловачаса за попристапните верзии и 52 киловачаса за помоќните модели. Volkswagen предвидува максимален досег до 455 км со поголемата батерија.
Верзиите од 37 киловат-часови се дизајнирани да се полнат на станици за брзо полнење со еднонасочна струја до 90 киловати, додека моделите со поголемата батерија можат да се полнат до 105 киловати. Во областа на системите за помош на возачот, Volkswagen воведува нови функции со ID Polo. Следната генерација на Connected Travel Assist е достапна како опција која покрај на должното и страничното водење може да реагира и на семафорите, прв пат во оваа класа. Возењето со една педала, кое овозможува силно забавување само со отпуштање на педалата за забрзување, е исто така стандардна. Ова го издигнува статусот на моделот надано и на обичен електричен автомобил од почетно ниво. Трите нивоа на опрема, Trend, Life и Style, се нудат за ID Polo. Дури и основната верзија доаѓа стандардно со LED фарови, вклучувајќи помош за долги светла, автоматска контрола на климата, дигитален кокпит и голем 13-инчен инфозабавен дисплеј. Исто така вклучува системи за помош на возачот. Достапни се бројни дополнителни опции претходно резервирани првенствено за поголеми класи на возила, како премиум аудио систем, панорамски стаклен покрив и електрично прилагодливи предни седишта со 12 насоки со функција за пневматска масажа и меморија. Основната верзија на ID Polo во Германија ќе се продава за 25.000 евра. Кај нас ова диамантче би требало да пристигне при крај на годинава, најдоцна во почетокот на идната, кога ќе бидат познати и цените за македонскиот пазар. Бугати и Ферари се компании кои имаат најголема заработка по произведен автомобил. Тоа не им дозволува да влезат во комфортната зона, туку успешно се адаптираат на промените и дополнително ги усовршуваат своите модели. Ним им се придружуваат Range Rover и Cadillac со специјални изведби на веќе постоечките модели во ограничени мали серии. Бугати полека ја затвора ерата на W16 моторите со последните примероци на Мистрал, кои како што доликува се уметнички дела на тркала. Изведбата Flybug е настаната по посебна желба на еден колекционер од Америка со инспирација од светот на природата, конкретно со вилинското конче. Дизајнерскиот тим на Бугати со вешта преобразба на боите и материјалите има пренесено неговата безвременска елеганција во духот на марката на начин кој предизвикува длабоко почитување. Уникатноста на креацијата се одгледува во секој детаљ на завршната обработка и во внатрешноста која ги следи аспектите на ентериерот. Ништо помалку впечатлива е и Каролайн изведбата на Мистрал, која со помош на цветните дезени прераснува во ремек дело на најпрефинетите автомобилски облици. Комбинацијата на бои дава уникатна грациозност, постигната со прецизна интерпретација на оживувањето на идејата на нарачателот на овој автомобил. Самиот поглед предизвикува нежни емоции кои познавачите на флората во мислите ќе ги однесат на полињата на леванда во Прованса и внимателно украсените париски градини. Поетски прецизно е обработен и Ла Перл Рар, чие богатство на елементи и начин на кој се интерпретирани низ бојата и материјалите се преплетуваат во единствениот негов идентитет, создаваат илузија на движење дури и кога стои. Колку чини вложениот труд за да се постигне тоа не е познато, но секако е блиску до 8-цифрена бројка. Важно е само дека пред креативноста нема граници. Во очекување на својот прв електричен модел, Ферари поработи малку и на Puro Sangue, подготви верзија наменета за оние кои бараат врвно задоволство во возењето.
Наречена е хендлинг специјале, што укажува каде лежат промените. Новото подесување на ослонувањето обезбедува подобар контакт на тркалата и патот и го намалува нишањето на каросеријата. Како резултат на тоа се одржува попрецизно водење низ виоците, за што придонесува и побрзиот одговор на 8-степениот менувач со двојна спојка. Визуелно се разликува само во детали, а звукот на 6,5 литарскиот атмосферски V12 мотор посилно се пренесува во кабината при остри забрзувања. Клучните карактеристики остануваат непроменети: 725 конски сили, забрзување до 100 на час за 3,3 секунди и максимална брзина од 310 км на час. Она што најмногу е променето е цената која изнесува 430.000 евра, за 40.000 повеќе од стандардниот модел. Еден збор кажува се. Ултраизведбата на Range Rover SV дефинира ново ниво на луксус. Фокусот е на ексклузивноста и технологиите, заради што визуелно моделот е скоро идентичен. Само неколку впечатливи детали нагласуваат дека е врв на понудата. Заедно со скоро неограничените можности за персонализација, главна особеност му е системот кој го комбинира звукот со вибрации на седиштата, овозможувајќи им на патниците не само да ја слушаат, туку и да ја почувствуваат музиката. Материјалите во интериерот се најквалитетни што може да биде: врвна кожа, керамика, посебно избрано дрво. На располагање е со Twin Turbo V8 или хибриден погон по цена од која сигурно ќе боли глава. Но нема да може секој да го купи, ќе се продава само со покана од производителот. Cadillac го одбележа стартот на својата прва сезона во Формула 1 со специјално издание на моделот CT5. Базирано на перформансната V Blackwing изведба, ја носи ознаката F1 Collector Series и донесува повеќе сила, вкупно 685 коњи извлечени од познатиот 6,2 литарски V8 мотор. Достапен исклучиво со 6-степен мануелен менувач, овој спортски седан е доопремени со бројни надградени компоненти, меѓу кои и карбон керамички сопирачки и Michelin Pilot Sport Coupe 2 R пневматици. Ке се нуди само во една боја, а секој од 26 планирани примероци ќе биде украсен со обележја од Формула 1, вклучувајќи го и логото на FIA. Испораките ќе започнат летово по цена од $150,000. Оние што подолго ги следат автомобилите сигурно се сеќаваат на Nissan Primera. Тоа беше одличен и издржлив семеен седан. Сега повторно се враќа на сцената, но со електричен погон. По една година продажба во Кина, на стариот континент доаѓа GQ5, кој му конкурира на Range Rover Evoque со двојно пониска цена. Smart ги зголемува своите амбиции. Моделот број 6 ги напушта определбите кон мали градски автомобили. Тоа е лимузина скоро со димензии на Mercedes E-класа. Nissan продолжува со редењето коцкички во мозаикот на својата иднина. Планира заживување на легендарната Примера. Овој автомобил, кој беше многу почитуван од љубителите на марката, после неуспешната трета генерација отиде во пензија без наследник. Се произведуваше во Велика Британија се до 2008-та, за потоа неговите купувачи да се пренасочат кон Кашкај. Сега со новиот елан, наметнат од маките на кои се најде производителот, се планира повторно да се вклучи во битка со конкурентите во сегментот кој тие го напуштаат. Достапните податоци сугерираат дека ќе биде електричен со должина од околу 5 метри, што се поклопува со спецификациите на кинескиот N7, кој за Nissan го произведува Dongfeng.
Развиен е на нова архитектура, има електромотор од 218 конски сили и батерии доволни за автономија од околу 500 километри. Уште кога се појави лани ова време, компанијата ги потврди плановите за негово лансирање во други региони, но без споменување каде и под кое име. Презадоволен од своите резултати на британскиот пазар, Чери продолжува со ширењето на понудата и во останатите земји каде настапува. Наред дојде и субкомпактниот кросовер J5, кој со своите 4,4 метри должина се позиционира како директен конкурент на Range Rover Evoque. И тоа многу сериозен, бидејќи цената му е за половина подниска, 24.500 фунти. На почетокот ќе биде лансиран со 1,6 литарски турбомотор кој развива 140 конски сили со 7 степен менувач со двојна спојка, а подоцна и во хибридна и електрична верзија. Дизајнерски се ослонува на поголемиот брат GQ7 со идентичен преден и заден дел. Разликите се во пократкото меѓуоскино расстојание и малку по-спортски закосената линија на покривот, која му дава подинамичен изглед. Успехот треба да му го загарантира богатата опрема, која во скапиот пакет вклучува и панорамски покрив, предни седишта со грејење и вентилација и друго. Смарт продолжува да освојува нови пазарни територии. Најновиот модел 6 е најголем досега и е долг скоро колку е класата на Мерцедес. Отстапува и од традиционалниот дизајн на марката и на него нема никакви футуристички или невообичаени линии. Со купеовскиот спуштен покрив и чистите облици изгледа сосема складно и привлечно за широк диапазон купувачи. Нив ќе ги освојува и со плагин хибридниот систем на Гили, базиран на 1,5 литарскиот турбомотор, кој со електричната поддршка испорачува 435 конски сили. Батериите, кои до 80% од капацитетот се полнат за 20 минути, ќе му обезбедат еколошки чиста автономија од 285 километри. Во багажникот собира широкогради 525 литри, а поседува и автономни својства. Внатрешноста е обликувана модерно, со многу екрани и без претеран минимализам. Кинезите веќе може да прават преднарачки по цени кои стартуваат од 24.000 евра. Останува непотврдено дали ќе им биде понуден и на европските купувачи. Затоа пак сосема е јасно дека за нив ќе биде наменет серискиот модел кој ќе произлезе од електричниот концепт 2. Планиран премиерата да ја има есенва на салонот во Париз, тој во себе го носи духот на оригиналниот Смарт од 1998-та. Модерно интерпретираната каросерија, долга 2,8 метри, има симпатичен изглед, а од техничките детали засега е најавено само дека ќе има автономија од барем 300 км и можност за напојување со струја на дворешни уреди. На пазарот во Европа ќе пристигне идната година. Се проценува дека ќе има цена пониска од 30.000 евра. Во моментите кога председателот Трамп се заканува со разгорување на нова трговска војна со Европа, во која како главно оружје ќе бидат користени автомобилите, се појавија низа информации кои во најмала рака треба да ги замислат американците. Според една студија изготвена со германска педантност, американската сојузна влада лани од новововедените царини инкасирала 200 милиарди долари. Убава сума секако, но само 4% од неа има паднато на товар на производителите кои ги извезуваат своите производи. Останатите 96% ги имаат покриено американските дистрибутери преку зголемување на продажните цени, односно во крајна линија купувачите.
За веродостојноста на овој податок сведочи фактот дека е анализиран увозот на производи од целиот свет со вредност од 4.000 милиарди долари. И други податоци укажуваат на тоа дека товарот од царинските акробации на Доналд Трамп ќе падне на грбот на граѓаните. Имено, откако судските власти укинаа поголем дел од донесените мерки, владата доби обврска да рефундира наплатени царини во висина од 166 милиарди долари. Автомобилските производители веднаш се огласија. Форд побара назад 1,3 милиарди, General Motors 500 милиони, а Stellantis 470 милиони долари. Сите тие пари ќе останат на нивните салда, на купувачите кои заради царините платиле повеќе, никој нема ништо да им врати. Со овие бројки испливаа на површина и податоците за увозот на возила од страна на Детроитската тројка. Заедно тие на своите купувачи лани им имаат пласирано вкупно 2 милиони возила произведени во странство, најчесто во Канада и Мексико, но и од Јужна Кореја и Кина. Најмногу General Motors, повеќе од половина од наведената бројка. Увезуваа, се разбира, и странските марки, но затоа пак Тесла сите своји возила ги има произведено во Америка. Каков епилог ќе има воведувањето на новите царини за европските возила во Соединетите Американски држави во висина од 25% ќе покаже времето. Доколку тие потрајат, неизбежно е дека и Брисел ќе превземе мерки, но колку тие ќе бидат ефективни поради значително помалиот увоз од Америка во Европа, ќе дискутираат економските аналитичари. Ние се гледаме идната сабота. До гледање.